Државната изборна комисија ги потврди кандидатските листи за пратеници за предвремените парламентарни избори за 5 јуни поднесени од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Во однос на кандидатските листи поднесени од страна на НДМ на Јанко Бачев за 6 изборни единици и на СДПМ на Бранко Јаневски, констатирани се различни неправилности за кои имаат рок од 48 часа да ги отстранат. Повеќе од 60% од граѓаните имаат негативно мислење за Катица Јанева, а точно 60% немаат доверба во Јанева и во нејзиното специјално јавно обвинителство, покажуваат резултатите од анкетата на јавното мислење на Институтот Павел Шатев, спроведено во период од 6 до 8 мај годинава. Во телефонската анкета учествувале 1070 испитаници од 6 изборни единици. Според нив, Катица Јанева е единствената политичка фигура што има полош рейтинг од Зоран Заев. На прашањето какво е вашето мислење за Катица Јанева, 60,9% одговориле негативно, а на прашањето дали имате доверба во СЈО, негативно се изјасниле дури 60% од испитаниците. Нешто помал процент граѓани, 54,6%, сметаат дека меѓународната заедница со своите постапки само ја продлабочува кризата во Република Македонија. Завршени се 85% од градежните работи на експресниот пат Велеска-Трифаково во должина од 26 км и се очекува тој да биде готов до септември годинава, информираше министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Инвестицијата за експресниот пат е 14,6 милиони евра. Две од предвидените 3 фази се целосно завршени. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган ја обвини Европската унија за лицемерност поради инсистирање Анкара да ги прилагоди своите антитерористички закони во замена за безвизниот режим. Невозможно е да се свати како тие, Европската унија, може да бидат демократи и како може да веруваат во демократија, изјави Ердоган. Тие мислат дека имаат право да се борат со тероризам, но сметаат дека за нас тоа е луксус и дека тоа е неприфатливо. Дозволите ми да кажам дека тоа се вика лицемерие, нагласи Ердоган.